Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце, јас сум Јанко Илковски и вечерва имаме гостин. Овој пат мислам дека во мојата 19 годишна кариера прв пат ќе имам гостување на тема карате. Ако грешам, години се побајаги, може и да сум заборел нешто. Сеедно, ќе го поздравам како да за прв пат и севте Димче Јанковски, председател и тренер на карате клубот Аеродром во Скопје. Намасте. Добро вечер на вас и на екипата овде што е. Ви благодарам. Ние подолго време комуницирате со мене и ви благодарам за вниманието. Се надевам дека имате некаков аер од мене што така натаму, но ми се допаѓа вашиот ентузијазам, ми се допаѓа што се залагате за ова што го правите и па еве вака малце да почнеме. Она како податок што го имам, ја не знам дали има некој помлад каратист од вас вака во земјава. Така? Има помлад некој? Помлад има, али постар нема. Јас сум највозрастниот каратист. Јас сум еден од почетоците, кој што единствен во Карате Федерација на Македонија од 76-та до денеска во кимоно, значи без прекин. А инаку и нашиот сегашен председател е од тој период и во оваа прилика би сакал да го поздравам и него и да му честитам на добиената 8 септемвриска награда која што некни му беше доделена, секако со заслужена заради тоа што тој во овие 10-12 години колку е на кормилото на Федерацијата направи да имаме околу 20 суди кој е европски, кој е светски и секако бројни резултати, меѓу кои и 4, ако не се лажам, се европски медали и секако забележителни резултати на светско ниво. Сето тоа е благодарение на неговиот ангажман, а да не речам финансиска подкрепа. Да не биде како името на земјата и земјата ова, може ли неговото име и презиме? Драган Стојановски. Мило ми е. Да, јас се извинувам што не го спомнав, не е проблем. Каратистите го знаат многу добро. Така да... Спомни го, вие сте опасни таму, ако не се спомне, дојди мали ваму да ти... Не, јас сум малку понастрана од тие случувања и не сум многу така популарен. Не знам за кои случувања јас бурев на шега на мајтап. Не, простете, дојдовте во Јаде Бурек сериозно, така. За сериозен муабет ќе треба кај колегите мои да идете. Така, они се информирани и се... Кажете ми, од кога тренирате карате и зошто? И каде трениравте карате? Настано се случи 67 година, се запишав на Технолошки факултет, технолошко-металуршки, и кога таму во првите денови го сретнувам еден мој пријател, денеска и колега, Турунидов Евстратиос Страте, со кого што предходната година, значи 66-та, бевме на работна акција во Загреб. И таму се запознавме во бригадата едно друго, меѓутоа се разделивме и никому ништо. Кога таму се најдовме и така како бруцоши, што да правиме? И гледаме плаката джудо. Ајде да одиме во Партизан 3. Отидовме и таму джудо беше од 6 сат. А вика карате од 8. Одиме на карате. И заглавивме таму за до ден денеска. Кој клуб, каде беше тоа? Тоа е Партизан 3. Во Партизан 3. Партизан 3. Тогаш беа работнички? Не. Работнички уште не беше? Ништо, само Партизан 3. Таму беа Сејдо Теофиловски, кој што беше со жолт појас, и Атанас Кајчевски со портокалов појас. Тие водеа тренинзи и први мајстори кои дојдоа од Белград беше Владимир Јорга и брат му, односно Илија Јорга и брат му Владимир. Значи, де факто, преносот на знаењето на каратето во Македонија доаѓа од браќата Јорга. Да. Така.
A oni, od kada го стекнуваат, ако сега веќе започнеме, ако малце археологија да идеме, ако ви текнува? Нешто како информација што имам, тој има вежбано карате и кај мајсторот Коно, па после кај... Во Јапонија е бил или... Во Европа, генерално. Толку ме интересира. Казе, нешто спомнуваше дека вежбали во Франција и ваму и таму. Ова ме интересира. Како еден кога ќе научи карате е подготвен тоа знаење да го пренесува, бидејќи тоа е не е курс по YouTube, ниту сте имале. Тоа морало да се искуси, да се добие некој ранг, некој појас. Кога се добива црн појас, кој дан и така натаму? Отприлика нешто кога можете кога се предава веќе на другите? Па предавањето, како да ви кажам, еве на семинар ние што одиме, што го организирам во Радожда, во еден прекрасен амбиент. Децата, додека се таму 10 дена, меѓу себе комуницираат, се надополнуваат, се градат, се коригираат. Тие живеат 10 дена со карате. Да, ама некој им пренел некој знаење. Имаме покрај мене уште неколку кои што држиме тренинзи. Ова ве прашувам. У кој момент вие станувате мастер? Мајстор се станува со добивање на црниот појас. Дали тогаш веќе си оквалификуван? Не го знам, затоа ве подпрашувам. А гледам, многу се оградувате. Не се оградувате. Не се оградувам. Кога? Можам со портокалов да им предавам на деца? Јас и мојот колега Страте почнавме да водиме тренинзи во Ѓорче 69-та година од јануари. Со какви појаси? Со жолти. Така, значи, чим веќе имаш некако презнање и го предаваш. Го предаваш. А во меѓувреме и вие напредувате. И ние учевме, напредувавме. Ме разбирате сега што ве прашувам. Во таа смисла, иако денеска со жолт појас, мислам, нема резон, нема простор некој да води тренинзи. Тоа е апсолутно. Меѓутоа, разликата меѓу сегашните почетници и тогашните има огромна разлика. Тогаш беа најмали гимназиска возраст. Да го спомнам, пак овај председател Драги Стојановски, Димче Кичевски и некои други од тој период, кои што беа гимназијалци, а претежно беа студенти. А сега, просто нема теорија да земите некој студент да дојде на тренинг. Просто се чувствуваат непријатно заради возраста на другите. Затоа што се почнува од 6-7 години и кога ќе дојдат 5-16 години, да речеме во карате клуб Аеродром, пред 16 години нема шанса да добие некој мајсторски појас. Иако во други клубови, гледам, доделуваат, дури има еден случај, 11 години, втори дан. Тоа е нешто несватливо за мене. Уште понесватливо за мене. Не знам што зборите, што ова треба да значи. 11 години, втор дан. Тоа е мајстор веќе. Добро? За такво нешто треба прво да порасни во главата. Може техника да има прекрасна, сето тоа. Ама треба и ментално. Апсолутно. А тоа се стекнува со упорност, со работа, со работа, и со години. И со години. Не може одеднашка. Кој ниво вие го имате? Јас имам 7 дан. Појасите во карате се од 10 дан, од 10 Q. Q е ученички, а дановите се мајсторски. Значи, од 10 се оди надолу до прв Q е кафен. Од кафениот, тој е кандидат мајстор, веќе прв дан е првиот. Така, ја мислев дановите идат од црниот појас натаму. Црниот е дан. Така. Црните појаси е дан. И тие се... А втори дан што значи? 2 црни појаса? 11 појаси врзани околу тебе, машна. Тоа се степени, нивоа на надградба и дока и 5 се полага на одреден начин, а после тоа се веќе титули. Благодарение на минат труд, на вложен труд, на производ на наследници и така натака. Пред кого вие, ако имате 7 дан и идете за 8 дан, не вие, воопшто некој, пред кого, а нема во земјава, пред кого тогаш го добива?
To je titula. Кој му ја доделува? Тоа се доделува на организација и подпис има од 4-5 мајстори кои што се во мој и повисок ранг. Так. Сакам да прашам. Значи, во каратето, кој е највисокиот степен што во техника може да се стигне? И тоа е она реален однос на, пошто велите вие помеѓу 6 и 8 дан, ако ве разбрав, тоа е веќе ментално, у техниката е таа. Технички до каде е до сега достигнато врвот, еве да речеме во светското карате, на техничката надградба? Па да ви кажам, тешко прашање постои? Тешко прашање со компјутеризацијата и што го гледам она на YouTube, тоа деца што изведуваат нешто несватливо. Значи, индивидуално и општиот, добро, кога би ми рекле, што е тоа, 4, 5, 6 дан веќе и тука е техниката, плафонот? Не, може да биде и во први дан да е прекрасна, и техника едно и друго. Меѓутоа, со тек на време зрее, се зозрева. Јас кога, да речеме, го гледав своевремено во Будва мајстор Коно, ми беше чудно. Работи човекот, изведува удари како во безвоздушен простор, како да нема никаков отпор, како да е се тоа идеално во движење, во функција. Дали ме разбирате? Нешто што треба да човек биде тука во тој свет за да го почувствува. Значи, работи толку лесно, толку елегантно, како да нема отпор никаков, а прекрасно изведува. Значи, се треба да биде, пазете, во спортот наш, доста тежок е. Вака може би делува, ќе научам финта, 2 и готово, нема проблем. Меѓутоа е многу тежок, макотрпен, е прекрасен, исклучиво прекрасен, посебно за деца и тоа е за физички развој и психички. Да речеме, физички, да речеме, ногата има 4-5 основни позиции на самото стопало. Да речеме, какато гери со петица. Има мајгери кај што најпопуларен е, прстите треба да бидат свиткани. Има кингери кај што се оди со удар со горниот дел на ногата. Ашибарај, сокуто со страничната позиција на ногата, како удар. Раката, да речеме, позицијата на раката имаме мал милион варијанти. Она нормален зуки е право. Во оваа позиција е веќе тате цуки. Што знам, ова е друга позиција. Имаме шуто, имаме тејшо, хајшо, мал милион варијанти и од глава до пети нема еден елемент кој што е запоставен. Кога се работи една техника, таа мора да биде во целост, во една компактност. Како нозете, колениците, телото, главата, рацете, лактите, сето тоа мора да биде во еден спој. Требаше да те донесам ја тебе овдека во кимоно. И овде да покажуваш. А те гледам, ве гледам, господине Јанковски, како веќе го добивте тензијата на грчот и веќе целиот телесен постулат ви се измени кога ги кажувавте позиционирањата, што очигледно веќе не го ни правите тоа свесно. 52 години. Колку треба да се вежба? Колку вие вежбате? Колку препорачувате пати да се... Дали е тоа секојдневен начин на живот? Карате? Вака, за нормално почетнички е 3 пати до 4 пати неделно. Тоа е на некој начин рекреација и учење. Меѓутоа, ако веќе се преиди на една посериозна работа во смисла на кандидат за балкански или европски првенства и така натака, тогаш веќе се оди на 5-6 дневно 2 пати и така натака, кај што веќе се е близко до професионализам.
Rečime, ovaj isključiteljan je talent od Štip Emil Pavlov, koji što ne može da ne vežba 2 pati dnevno. Zborite za nekoj naš mlad sportista. Da. Ja se izvinujem, ke me informirate, zato što ja sam površen vo site sferi. Nema problem, ja go spomnuvam, ali karatistite go znati i to je bo karate svetot dovoljno poznat, ne samo u Makedoniji, Kakov je interes za karatето? Знаете зашто ве прашувам? Затоа што токму во 60-тите години поп културата и не даваше многу по фасцинацијата од каратето како една мистична вештина, па добра за самоодбрана, па такво беше времето, требаше маж да станеш, да се стегнеш, па и да се пробаме и така натаму. Но поп културата и светот се изменува, Кина се отвори, кунг-футо, Брус Ли многу го популаризираше, разбравме за други техники, тајчито почна многу да се користи, па ме интересира дали карате како спорт, бидејќи навистина каратето гледам дека е застапен како спорт и официјално и се, дали интересот му опаѓа, дали му е стандарден, дали расте, какви се вашите согледувања и на кој ниво е денеска, да речеме, каратето во светот, па и кај нас? За во светот не би можел многу да дискутирам, од земја до земја. Од земја до земја, зависи каков третман има во медиумите и така натака. Кај нас проблемот е малку по-деликатен со оглед на тоа што на телевизија сте виделе карате? Не, никогаш. Никогаш. Кошарка сте виделе? Да, секако. Фудбал? Премногу. Така е, така. Карате нема. Тоа е реклама. И децата одат. Иако... Затоа гледаме оние лажни неврестлинзи кај што се преправаат дека се тепаат и така натаму. Но не гледаме овакви боречки вештини, преноси и така натаму. Интересот е насочен на друга страна. Иако карате е, да не претерам, али мислам дека и препорака од докторите, карате таму кај што децата навистина моториката ќе ја развијат. Речеме, кога ќе почне од 6-7 години до 12 години, тој е веќе развиен во моториката и тогаш може да оди во друг спорт. Има една друга огромна предност во каратето и во однос на тие други спортови групни. Топката е многу интересен феномен. Ги лажи децата. Тоа е... Непредвидлива е. Апсолутно. Меѓутоа, во екипа викате ние победивме, а овдека викате јас победив. Има огромна разлика. Во сите групни спортови, машки со машки, женски со женски, нема мешање. Во карате е заедништво. Значи, социализацијата е апсолутна. Нема машко, нема женско. Има апсолутно на надпревари машко и женско. Добро, да не идеме во детали, потполно ме разбирам. Меѓутоа, на тренинг се заедно, вежбаат исто. И тоа е една голема дружба. Речеме, кога ќе завршат со каратето моите ученици, продолжуваат да се дружат. Тоа, значи, останало Збориме за вашиот клуб Аеродром. Да, карате клуб Аеродром. А сигурно и од другите клубови е слична состојба. Тоа е природна работа. Кога ќе се... Од кога сте вие тренер? Од 69-та година, јануари. Од кога слетавме на месечината и вие викаш, доста ова месечина, идам ја у тренери, тука ќе се... Знаете, шегувам, простете, малце се... 67-ма почна во Партизан 3, 68-ма есента да почнеме во Партизан 3, Партизан 3 ни откажа љубов. И сите каратисти отидовме во Ѓорче. Во Ѓорче Петров не прими во Партизан, меѓутоа, крајот на 68-ма се овозможи Канал 4 ги прими каратистите. И кој е Канал 4 68? Сега е како се вика... Што е тоа Канал 4? Партизан. Партизан. Тоа е Сити Мол кај што е. Тука се уште стои таа сала. А зошто го викате Канал 4? Што е тоа Канал? Така беше. Ова е Партизан 3, тоа е Партизан 4, канал. Некој канал е покриен. А имало канал? Да.
Da. Знаете што, на ТВ човек, кога ќе му кажете канал, ја одма вртам станици. Кој канал е ова 4? Две имавме ние, една телевизија имавме ние 2 сати. Говори радио Скопје. Така, се шегувам. Да, добро. да. Сега ми текна дека е за каналот, кај така. Ве разбрав сега. И таму се повлекоа сите, а јас и мојот пријател и колега Страте останавме во Ѓорче. И почнавме да ги вежбаме оние што беа интересентите. Ѓорче Петровци. Ѓорче Петровци. И зато они толку фрајери изресле. Не можеш со нив да излезеш на крај. И една година тука, една школска година одвежбавме, наредната есен и Партизан Ѓорче. Во Партизан во Ѓорче. Партизан Ѓорче. Партизан Ѓорче, есента ни откажа љубов. И од таму? И од таму. Зашто не ве сакаат? Не знам зашто. Многу се тепавте. Не, апсолутно нема. Апсолутно нема. Се шегувам. Во каратето нема тепање. Да ви кажам Кој раководеше со Партизан? Партизан имаа своји сали, така? Посебни не беа беше во Партизан 3. Не беа они посебно, не беа дел од некој школски систем, на пример, спортска сала на училиште. Тоа беа Партизан беа спортски сали кај што се дозволуваше кој што ќе тренира. Одбојка, кошара, ракомет, ово, она и вие карат. Да. И ви рекоа, дечки, ајде. Да. И од таму школото Мирче Ацев не прими во Ѓорче. Ова е негде 70 некоја. Да. И со оглед на тоа што не прими во чест на школото Мирче Ацев, ние го крстивме првиот карате клуб Мирче Ацев, кој што го формиравме 70-та година. Браво. И прв председател беше Јосиф Таневски. Добро. Во тоа време. Добро. И така натака историја. Тоа е првиот официјален клуб регистриран во џудо одборот на Македонија. Тоа е прв официјален клуб. Да. А претходно имавме само федерација. Ништо. Само вежбање. Немаше ни федерација, немаше клуб, не беше влезено Карате сојуз на Македонија беше официјално формиран 71 година. А јануари 72 година почна да се издаваат надпреварувачки книжки и првата книжка ја имам јас. Честички. Честички. Благодарам. Particles. Да. Така да јас сум членска книжка број 1 во федерацијата и така. И Тито беше со членска книжка број 1 и Киро Глигоров беше членска книжка број 1, така? И пасош број 1. И пасош број 1. Кога го формиравте аеродром? Аеродром е формиран 82 година. 82 година. Да. Така. 74 година, трета четврта, јас се повлеков од Ѓорче во Иван Горан Ковачич, школото, денеска е Арсенije Јовков, каде што вежбав до 81 година, имаше доста интересенти и така натака. И 76 година, со оглед на тоа што во тој период немаше многу надпревари за децата, едно државно првенство и толку беше. Денеска имате турнири, секоја недела по 2. Низ Балканот да зборувам, да не зборувам пошироко. Значи, толку многу има понуди од турнири. А официјалните првенства се друго. И тогаш размислив и за да овозможам на децата да надпреваруваат на одреден начин, со поддршка на тогаш директорот Сократ Пановски, ја почнавме пионерската карате демонстрација. Се викаше пионерска карате демонстрација. Многу убаво генеративно име. 24 или 25 мај беше терминот. И се уште е тој. 25 или пред 25. Во рамките на клубот е ова? Во рамките на карате секцијата Иван Горан Ковачич. А за клубот сега? Ќе дојдам до клубот. Добро. Значи, голема историја, богата. Голема археологија? Па само 44 години. Само? Само. Овој... Па шо ми доаѓате вака, бе? Немате ништо. Дојдете за едно 200-300 години. Овој турнир може да го сместиме и е сместен меѓу 10 отприлика
настани со традиција во Република Македонија. Браво. Значи, тоа е една традиција. Меѓутоа, се мери со Охридско лето, не знам, со Златно славеќе и така натака, кај што стојат институции, а овдека стојам јас. Само вие? Добро, и клубот, и моите пријатели, кои што ми помагаат. И разноразни фирми кои што, материјално не помагаат помалку. Клубот е приватен, предпоставувам? Не, тоа е Здружение на граѓани. Здружение на граѓани? Да. Значи, некој има да го продолжи еден ден кога вие ќе се повлечете? Во овој момент имам уште тројца тренери. Така. Игор Митровски, еден исклучителен човек кој што има завршено факултет за физичка култура, е сега наставник, нели, тоа му е и професија. Имам една студентка, трета година на информатика, Стефанија Костадинова, и една четврта година во хемиско, Милена Јаневска, како мајстори. Да. Каков е, ај сега малце да забрзаме динамиката во интерес на времето, да прикажеме што. Вака, значи, клубот постои од 82 година. Така. До денеска вие имате таму изнедрено генерации и генерации, неброено. Тоа е стварно цифра, боли глава. Вие за некоја година ќе славите 30 години. Не. 40. 52. Од 82 до 2022. Мислите, од 82 година, 38 години. 39, уше малку пензија ќе барам од школото. Бидејќи сме во Ѓорѓе Пулевски школото, и уше малку ќе бараме пензија. Пензија да баре. Клубска пензија. И златен сад Восток. Може и они од Битпазар. Од Битпазар, па тако, Восток од Битпазар, нема проблем. Кажете ми, колку каратисти се изнедрија, колку посетители имаше? Имате ли некоја цифра колку луѓе помина? Без оглед дали останале, пробале, па се повлекле едноставно? Влегле, пробале, некој останале, некој се повлекле? Па, имам една бројка, водам евиденција, конкретно од Карате клуб Аеродром, кои што се промовирани во мајстори, негдека околу 50 луѓе. 50 мајстори? 50 мајстори. Па тоа е специјална единица која може да реши проблем на цел Балкан, вака, со тероризам. Скоро половината се надвор од Македонија. Верувам. Значи, тоа се мајстори. Еден мајстор сигурно и стотина други има, кој стигнал до Портокал и така. Довде, донде, па се откажал, па ќе се јави, па јас вежбав тука. Си вежбал, сум те заборел, човек. Ти си вежбал 3 години. Ова ме интересира. Колку е, вие инсистирате тоа да биде животен повик или сте доволно отворени и флексибилни да некој стар дебел чичо како мене каже, слушай, мене ми пукна филм, дај малце да повежбам со вас, нема проблем, повели. Може ли и така, чисто рекреативно? Абсолютно, без проблем. Без проблем. Сметате ли дека може човек кој има и здравствени и ментални проблеми, ако влезе во таа шема, да ги почувствува тие бенефити што велите дека треба од мал да ги вежба? Ако јас на 72 години можам да вежбам, јас не може сега да вежбам како оние што се 16-17 години со максимална енергија, не знам што, меѓутоа може секој. И каратето е специфика што се вежба додека Господ го возможува. Так. Не мора снажно, не мора во борба да се влези. Има кати, има движења, има техники кои што имам по некои Јас сум гледал каратисти многу возрастни, многу стари луѓе, кои веќе не се способни за оние динамични удари, зборам, али затоа ја има катата, што е нешто пак тај чито и кое пак му дава динамика и елеганција на телото и он се прочисто, и тоа е многу убаво и за гледање, и самите они посведоштва, бидејќи пред да дојдете, ја малце чепкав по YouTube, ги гледам низ целиот свет, и навистина велат дека подобро спие, подобро јаде, тегоби со не знам косто и така натаму. Све има подобрување. Самата циркулација и динамика му прави на телото подобро. Да, циркулацијата си прави свое. Ајде да се вратиме на врвните перформанси. Кажете ми, сега не би идел за тоа Карате Сојузот на Македонија
što osvojuval olimpijadi Tak, ovo, ono tak. i така натаму, но ми интересира, и то живо ми интересира. Кажете ми, колку е напорен еден кондиционен тренинг кога се оди на некој турнир, да речеме европски турнир или балкански турнир, каде што онака се иде фул до крај. A to je dušmansko treniranje. Што значи тоа душманско тренирање? Еве, дај ми отприлика слика. Им ставаш по 20 кила на ногата тегови, па трчаат околу сала или буквално кондициони тренинзи доводно и назад? Немам представа. Ne treba dovodno i nazad. Iako svojevremeno imaše koji što trča dovodno i nazad, s ogleda toga što naš sport je eksploziven vo kratok period. Znači, treba da proreagira vo delovi od sekunda, znači mentalno da biti razvijen, da odgovori na jedna akcija i fizički da se sprotivstavi. Znači, to je vo jedan kratok moment eksplozivnosta. Znači, ne je za maratonsko trčanje, kao što poleka se trča, odnosno ima neka dinamika i 42 km će i trča. Ovdje ne. Ovdje 2 metra, 3, 5, toliko. Но колку е потребно кондиција за такво нешто? Apsolutno mnogo. Вело дека врвните каратисти знаат да имаат удар и по 1 тон на мерење. Секако има... И тоа вика од многу мала должина, значи без замавнување од 3 метра, што се вика, да има не 1 тон, туку страшен удар Пробивност. Пробивност, да. Вака сега, да се разбериме. Ударот, основен зуки што е, кој што се вежба, позицијата на раката мора да е овде. Така, меѓутоа, замислете ако е од овде. Како фрламе камен? Така. Значи, земаме замав голем. Добро. Ако од овдека фрламе камен, ќе го фрлиме далеку како од вамо? Не. Така и ова. Ако раката е овде, веќе кратиме. Ако е овде, кратиме. Ова е позицијата секогаш. Хиките што се благодарам за појаснувањето. Максималната должина на раката. Така. И тогаш е максималната енергија. Но таа енергија ама е од цело тело иде низ раката. И преку колкот се оди. Не само раката, може да биде и раката сувопарно. Значи само тоа. И толку. Ништо повеќе. Ако учествува и телото, тоа значи тежината од телото, енергијата од телото се префрла преку раката. Бидејќи сум крајно неинформиран. Дали на турнирите борбата е реална со фул физички контакт или само се симулира ударот кој се оценува? Порано имавме до пред 25 години голи раце, голи нозе. И лета, и заби, имаше и раскрварени носови. Тоа беше страшно. На бело кимоно. Многу беа дури со памук во носовите, па продолжува. Меѓутоа сега има толку многу заштита, дури премногу. Дури имаме каучуни, имаме подколеници, имаме суспензори, имаме за градите, ракавици, штитници за заби. Не, за глава. Има за младинците некои си маски кои што ги повредуваат тука, па да не објаснувам што глупости и тоа направи светска судиска организација или организацијата генерално, но толку многу заштити има, што многу ретко се случуваат повреди. Повреда може да биде со петица во глава. Таа е непокриена. А инаку другото е покриено скоро се. Тоа е познатиот удар куфер, што се вика. Не, се шеку. Уширо. Куфурширо. Пакување. Фруп. Да. Кажете ми, вие сте стара школа. Сте јаделе ќотек, ама сте и давале ќотек, предпоставувам. Не премногу. Не премногу. Не премногу. Каков е интересот
кај жените ме интересира. Обично мажите гледам тоа како го детерминираат како женски спорт, како машки спорт, бидејќи нели мажите сакаат во тој фул контакт и да се докажат и така натаму. Тоа е друго веќе, фул контакт, тоа веќе не е карате, тоа е професионализам тамо. Се извинувам што го употребив зборот, го повлекувам. Значи, машките сакаат да се докажат со сила и така натаму. Да ви кажам, карате клуб Аеродром, да? во принцип, има поголеми успеси со женски отколку со машки. Зошто? Не знам, женските се поодговорни. Или подотерани, повеќе се поодговорни. збуни. А женското во борба, наречеме не во борилиште, туку надвор, има една предност, затоа што машкото мисли дека е женско и никому ништо, изненадувањето, шокот е многу поголем од женското што може да пласира разноразни удари. А има женски кои што се страшно опасни. Една, ќе ја спомнам, Бисерка Тушевска, беше страф и трепет своевременно. Беше тепач до безсвест. Успеа да се омужи? Во Франција е мажена, има и деца и така натака. Мужот готви, чисти, злато. Како е, вика, прекрасно, што да ја кажам, злато. Да. Шега на страна. Што ги влече, знам што е машката психа и воопшто, генерално и еволутивно. Што ги влече жените во ваков спорт? Зошто доаѓаат? Доаѓаат ли млади девојки? Дали девојчиња? Дали доаѓаат, дали затеруваат и повеќе години да се надградуваат или чисто за рекреативно? Ме интересира каков е интересот во вашиот клуб? Па, еднакво е и машки и женски. Исто е на број? Исто од прилика. Доаѓаат и сега со тек на време... И си имаат и дружбата? И си имаат и дружбата. Кај нас не се гледа по возраст, туку по знаење. И така вежбаат. Може да вежба со 3 години постаро или помладо. Значи, тука важно да е, квалитетот на соодветната техника за да може да одговори. Така. Значи не е тоа генерацијско дружење, туку е по знаење и техника. Вие во фудбал играте, ќе ви треба уште еден. Во екипата ќе земите од публика некој и ќе завршите работа. Во карате не може да земите партнер, некој од публика. Ако тој не вежбал карате, не може да ви биде партнер во ниеден случај. Може само како фигура да стои. Разбирате? Што организирате вие како карате клуб? Дали имате турнири, надпревари? Гледам тука многу беџави, многу ова. Може ова да го исправиме, еве, вака да им го покажеме. Вие убаво го донесовте ова, едно сталакче, прекрасно за презентација, да камерманот малце пајажината од зумот ја извади, да ја размрда камерата. Веде 40 ако треба, тука сме, а и горната камера наша ќе ги покаже некои работи овдека. Еве на горната камера што имаме овдека, сите овие беџови. Што се овие беџови? Сега вака. Почнав, нели, за пионерската карате демонстрација, која што после 10 години се претвори во систем на надпревар со суди. Инаку до тогаш беше со жири комисија, која што беше составена од доктор од спортска медицина, каратисти и некој глумец, да речеме, би го спомнал Трупче, актерот, беше, на него се сеќавам во тоа време како во жири комисија и така натака. Сега, после тоа, негдека после 20 години, овој надпревар смени име во Европски кадетско-детски карате клуб. И тука беше 10 години, меѓутоа се вклучи малку и некоја негативност од страна на федерацијата, па моравме да го изфрлиме тоа и го превзе до името Лорд Куп, кој што и до ден денеска го носи тоа име. Сега, овдека гледате сликички мал милион. Јас што организирам и ова, и што го организирав Ирена Куп, за кој што можеме подоцна нешто да кажеме. Нема подоцна, сега кажувајте.
Сега кажувајте. Да не мешам баби и жаби. Мешај слободно, ајвар, ко да правише. Еве и вашата страна, вашата... Карате клуб Аеродром. Не на карате, туку вашата на карате клуб Аеродром не ми се покажаа некои работи, овдека убаво. Еве и најавата 7 септември 2019 Вадо дан ден, средба на Водорио карате мајсторите, што сте ја одржале. Океј. Така. Значи, секоја година правам налепници кои што ги делам на учесниците. Налепницата е секоја година различна. Може да видите, значи, некој историски момент кој што е, да речеме 100 години од Црешовото топче или 1941-2011, да речеме ова горе во Ќошот е 20 години од воведувањето на знамето од Кутлеш, химната и денарот. Годишнината 38-та е годишнината од ВМРО и земјотресот. Дај го кадар она што го покажува гостинот. Така, да. Малце расшири. Може расширено, да. Продолжете, ве молам. Значи, 130 години од Разловечково стание, многу елементи. Практично од петтата пионерска карате демонстрација почнав да ги правам овие налепници. А овие 1, 2, 3 и 4 се постфестум. Првите. Може у кадар да ги видам, режија? У кадар, да. Најгоре првите 4 се, да речам... Остаја, добро. Ете, сега ја гледаме. Да. Одлично е. Оваа година е... Опа. Оваа година е овој символ. Кој символ? Ова е. Така. Тоа е грбот на СФРЈ, односно... Грбот на СФРЈ, полека малце. Техника, само малце ми се меша звукот ваш со гледачот, со гостинот. Значи, грбот на СФРЈ го ставивте. Зошто? Зошто? Тоа е единствениот документ во понова историја, каде што Македонија станува држава. Од тука произлегува држава. Добро, окей. И затоа... Да не идеме во тие работи, значи ова е 44-тиот Лорд Куп кој се одржа на 25 мај. Имате ли некоја активност сега во... Секоја година имам 4 активности, генерално. Сега нешто, месецов, периодов? Сега имаме одење на турнири. Разноразни. Тоа е активноста. Берба, есенска берба на медали. И пролетна и есенска према финансиите, затоа што родителите плаќаат. Тоа е она што клубот живее исклучиво од членарина. Значи нема... А дали победите на турнирите носат некаков приход? Медал. И задоволство на децата. Значи, жртвата на родителот, неговото дете да почувствува успех во неговиот напор на тренингот и да се соочи и со другите. Да. Браво! Честитки за родителите, нивната упорност, а пред се за децата кои вежбаат и сите оние кои учествуваат во ова. Очигледно дека е ова прашање само на љубов, не на престиж, не на некаква кариера, бидејќи овдека колку што можам да видам кариера нема. Нема, не. Но да го ставиме тоа. Штета што нема. Инаку, Штета што не правиме ние карате филмови, еве, не знам што да ти кажам. Како Хонконг. На секој турнир децата добиваат подароци. Јас сакам секој дете да однеси дома радост. Што им носите? Да речеме на купот, досега имам подарено мал милион работи. Бујна младост. Сакав да ја подарам една чаша со своевремено, значи чаши со знакот за млеко. Подари 200-300 евра. Договорено. Тоа ли е проблемот? Ки штампаме? Значи, секој дете од пред 25-6 години уназад добива голема и мала тетрадка. Овие дипломите и поканите ги правам тетрадки и ги делам.
Веќе бројката над 25.000 не 20.000 тетратки се поделени. Да речеме, ќе спомнам само на кратко, 1500 тетратки на градоначалникот Едмон Темелко за децата во Албанија. Убав гест. Да. Ке му се допадне и на мојот газда Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски, кој доста се залага за македонците и нивните права во Албанија, и овој ваш гест сигурно нема да биде незабележен. Браво ви, честитам. По 1000 парчиња во Кочо Рацин во Прилепке што сум учел, во Кире Гавриловски, во Климент Охридски. Сега се спремам и во гимназијата Мирче Ацев да дадам. Во школото Ѓорѓија Пулевски, кај што вежбаме секако. Во Дуња, во Радожда, во Крушево и каде не. Колку има во моментот вашиот клуб членови? Па има негде околу 20-25. Мала е бројката. 20-25, добро. Колку тренинзи одржувате неделно? 3 пати неделно, тоа е понеделник, среда и петок, од 7:30 навечер до 8:30. Во кои простори? Тоа е големиот проблем за малиот клуб. 2 тренинзи ги имаме во холот, а 1 во сала, со оглед на тоа што финансиски не успеавме да понудиме повисока цена која што ќе може да ги добиеме тие термини, заради тоа што објавува преку општината, односно школото објавува тендер, и кој даде повисока цена, тој добива термини. Кој не си оди дома. А ние не сме финансиски јаки за да можеме да понудиме квалитетна, висока сума. На крај не се ни надевавме на така висока сума некој друг да понуди, но тоа се случи. И сега сме 2 термини во холот и 1 во сала. Сега се бориме... Во кој објект? Во Ѓорѓија Пулевски во школото. Ѓорѓија Пулевски во школото. Сега правиме напори... Има ли разбирачка со директорот? Апсолутно, имаме потполна разбирачка и сме прифатени прекрасно, тука не можам да забележам. Честитки, одлично. Навистина ги менуваат директорите, меѓутоа секој што дошол директор е коректен со нас. Так. А и карате клуб Аеродром до сега не останал ни еден денар должен кон школото, сите обврски што ги превзема, ги исполнува, а да не речам и домаќинското работење. Ова е вашата Facebook страна. Дали тука може да ви се обратат вас, да ви испратат порака ако е некој заинтересиран? Апсолутно, тука или таму да дојде за некаква уписница? Што е тоа? Тоа е уписницата? Ова е пристапница, што е поделена до децата. На децата им доделуваме карате пасош. Што значи карате пасош? Каде што си внесуваат податоци, кога полагале, што добиле и така натака. И бедж кој што е за на кимоното. Ко широкен ми го фрли. Фала многу за беџот, ми се допадна за мојата авиатичарска јакна, одлично ќе го краси. А и може ќе мислат дека сум каратиста, па ќе ме остават на рад. Оние што не ме знаат. Такви ги има пуно. Значи, тоа е едната активност, инаку втората активност е семинарот кој што го држиме во Радожда над 10 години. Тоа е исклучиво прекрасни услови, со саличка која што ја опремуваме, со татами, вежбаме 3 пати дневно. Децата немаат 5 минути слобода да размислуваат што да прават или што ќе прават. Да им е досадно, сакате да кажете. Се е тоа како динамика наведено во старт. Колку дена трае? 10 дена, полни 10 дена. Кој период се одржа? Од 30 јуни до 10 јули. Каков е интересот? Прекрасен. Оваа година, да речеме, 18 бевме во кимоно од карате клуб Аеродром. Ни беа гости од Бугарија 7 души и 12 беа од Охрид, од карате клуб Минта. Како беше дружбата? Исклучителна. Исклучителна и во сала и надвор од сала. Браво. Тоа е нешто што само може да се доживее, не може да се опиши.
И да му е мерак човек покрај вас негде када летува, раат ке си биде. Да ви кажам околу тоа. Во карате зашто нема тепање? Затоа што секој знае кој колку повеќе вреди. Во фудбал и во кошарка тие знаат колку се добри во фудбал, во кошарка, во ракомет, али не знаат во тепањето колку се добри. Затоа се тепаат. Како вика големата јапонска мудрост, совршено оружје е она која никогаш нема да се употреби. И тоа е кога го знаеш, нели, и никогаш нема да го употребиш, бидејќи знаеш што можеш да му направиш на противникот. Но ова е старо знаење, ова е вештина која се пренесува, што се вика од колено на колено со илјадници години, една мистична вештина и навистина фасцинантна и за духот и за телото. Па ја ви благодарам, ако немате што друго, тука би ви се заблагодарил. Ова е еден подарок кој ви го давам лично за вас, а ќе ви дадам уште 10 примероци да ги поделите на вашите каратисти кои вие сметате. Поздрав од телевизија Сонце, од Ѓорѓија Ѓорча Танасовски. И така што е една книга за Македонската империја, исклучиво историски и археолошки сознанија за еден антички период на оваа територија. Ете, тоа е тоа. Јас сакав да спомнам дека има 2 книги издадено. Да ги покажам. Дозволете. Со оглед на тоа што... Првата книга е... Димче, исти си кој што си бил. Која година? Мојот Вадо, 2007. Да. Зошто мојот Вадо? Тоа е, да објаснам за гледачите и за вас. Вадорју е стилот кој што го вежбаме. Има 4 стила во каратето, основни. Вадорју е еден од нив. И сега, Вадо на јапонски значи пат на мирот. Браво. Затоа е насловена книгата Мојот Вадо, а другата пред 2 години издадена, Половина век карате. Така да тие се горна камера книги и Боже здравје, понатамо може ќе има и трета. Само издавајте, правите добра работа. Ете, господинот Димче Јанковски ме контактираше, ја не сум многу информиран. Карате книжката број 1 издадена 72. Да. Исти си, Димче. Само бркоите ти фала. Што се обелен, ништо друго. Природна работа. Светлото многу јако. Ова е цркнево рефлектор. Добро. Благодарам на се од ја ви благодарам моје име, од името на Карате клуб Аеродром и поздрав до вашите гледачи од Карате клуб Аеродром и запишувајте ги децата во карате, за да бидат... Имате ли телефон за контакт или како да дојдат таму во училиштето? Во училиштето без проблем. Понеделник, среда, петок, 19 часот. Да, 19:30. 19:30, најдобро да ќе видат што иде. И во принцип, викаме, 3-4 тренинга детето да го пуштат, да вежба. Па да видиме ако му се бендисаме, ние како тренери, не во друга смисла, ние можеби не му се допаѓаме на детето. И ќе си замени. Ама ако остани, продолжуваме, ќе го запишиме тогаш и... Колку е членарина годишно? 1000 денари е месечно. Месечно, да. Добро. Уште еднаш благодарам за гостувањето. Продолжете со добрата работа и ви посакувам многу успеси и пак да ми дојдете на гости. Благодарам. Со убави работи. Почитувани гледачи, тоа беше се за овој дел од разговорот. Ке го испратам со една почитувачка дистанца, господинот Димче, фала, така натаму. Многу културен ќе биде, многу фин, со карактисти не се закача многу. Шега на страна. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото и ќе прошараме некои други теми.